Денешнава емисија ја посветуваме на зимата, на зимските спортови и сите убавини што таа им ги пружа на младите луѓе. Ке се обидеме да ве информираме за условите под кои што младите можат да зимуваат во поголемите смучарски центри во Македонија. Домаќин на нашава емисија е еден од најарните смучари во Македонија, Тошо Маја. Тошо, што представува смучањето за теб? Allaimunte naltu, laimunte naltu, cincanja vrabuna. Laimunte naltu, cincanja vrabuna. Alajdu po munte, lajdu livada verde munte na livada verde alaj tu livade na fontana raceš tu livade na fontana race ale me plikaj snibel aparace me plikaj snibel aparace. Скијањето е спорт кој што за следните неколку години сметам во Македонија ќе биде можда и спорт број 1, затоа што према условите природни што ги имаме во Македонија, снегот, планините, планинските убавини, сонцето што е горе и моменталната заинтересираност на сите млади во републиката укажува дека за следните 2-3 години во Македонија спорт број 1 ќе биде скијањето. Една тотална рекреација на сите млади, на луѓе од 7 до 77 години, така да крајно време е еднаш сите младичи и девојки да се тргнат од мрачните диско клубови, сега во овие зимски денови и од тие експрес ресторани и кафиња, од тие високи столици и да дојдат овде на ова убаво планинско сонце, на овој чист воздух овде. Smolku mne čujno ti
sećavam jaz, dođe korvo noćta, zalesko slušam, tihko sopitaj glas. Činam, sonam, stvarno je se, ne doalja sam, bezgranična ljubav za mene čuvaš, naša je noćva znam. Beskrajno plamke razgoriš ti i srcevo moje će gori. I noćva znam ke vide me sni, što budno ke sonat do zori. Si od toga ne se ta ljubav, korac se za tebe, se rasveto ti nudam, dragi, ti nudam se. Beskrajno plamke razgoriš ti i srcevo moje će gori. Во денешни услови за еден наш младинец да се опреми за да почне да ские и да испадне на снег треба доста пари. Бидејќи опремата е скапа. Едни обични скии се негде од 50 до 60 хиљади динара, додека специјалки кондори го коштале негде до 60-65 хиљади, стапови негде до 15 хиљади динара, а опремата, мислам, самата облека би требало да има еден комплет од Иберхоз и Вентијага, која сега кошта 60 хиљади динара. Везовите се негде од 50 до 55 хиљади маркери, бидејќи секој пат може да донесе и до повреда, а маркерот не го дозволува тоа. Опремата ја купив од Швајцарија кога бевме на турнеја со родителите. Каква опрема имате за скијање? Па добра опрема. Росинјолски, така. Колку вечини сите тоа? Па некаде што знам, околу 500.000. Извинете, ви се молам, од каде сте, ако сакате да ми кажете? Danas prvi dan. Од каде сте? Od kuda smo? Iz Zagreba. А колку вечини опремава, колку пари кошта целата опрема за скијање? Tako 600.000 starih. Тоа во готово или на кредит? Опремата, па ако појдеме од скиите преди 7 години купив во Аустрија 200.000. Овие кондори коштаат 240.000. За другото и да не зборуваме. Маркерите исто така 100.000. Што представува за тебе скијањето? Па, што знам, за мене многу представува скијањето во секој случај. Задоволство, спорт, рекреација? Се тоа заедно, и задоволство, и спорт, и рекреација, и една голема љубов. Па опремата околу 300.000. 100 на земено на кредит. Малце земи воздух. Што мислиш, дали овој спорт, овој прекрасен спорт, дали може секој млад човек да си дозволи да го упражњава? Па ја мислам дека може секој млад човек да си дозволи. А цената на опремата и на Па смештај? може да набави поевтина опрема на старо нешто да земе. И така. Здраво. Што представува скијањето за еден млад глумец? Еден убав спорт, кондиција за во театар, затоа што почнавме да правиме некои представи со многу трчање, скокање и така тоа, помислам дека е една добра рекреација. Колку време скиеш? Па 2 години, година и пол, 2, така. И кажи ми опремава колку чини? Па на кредит 500.000. Основен став во скијањето е тежината треба да биде распоредена на целото стопало. Кога викам на целото стопало, тоа значи од врвот на прстите до петата. Кволениците треба да се подвиткаат малце во напред. Треба да се подвиткаат малце во напред. Викам малце во напред затоа што сите сили што действуваат од оздола, од долниот дел на скиите, тие неравнини што ги примаме преку нозете, треба да преоѓаат преку оваа спирала овде, преку оваа крива. Ако се исправени, тогаш одат директно и одат во горниот дел на телото, така да доаѓа до една нестабилна ситуација, до падови назад или напред. Значи реков, основно е ставя тежина на цела нога и подвитканост во колениците. Рацете се пред смучерот. Горната смучка оди за пола врв напред. Тежината е потполно иста како што кажав во почетокот. Колениците се подвиткани, а горното рамо кое што е покрај падината се испушта напред. Вкосиот смук
е основа на целото скијање, бидејќи секоја христијанија, секој завој е дел од тој космук. Колку чини престојат овде дневно? Па престојат овде дневно, јас сум моментално во хотел, мислам дека така околу 12.000. А што мислите, дали секој млад човек може да си дозволи да дојде 15 дена? Колку е пансионот? За двокреветne sobe 135, naime za trokrevetne 135, a za dvokrevetne 150, ali je to mislim malo učestvovao sindikat, jer tu smo preko sindikata išli. Колку чини еден ден во Маврово? Па кај што сум ја 12.000. Што мислите, дали може секој млад човек да си дозволи да дојде на скијање барем една недела? Па ја мислам дека може, само ако кога би се организирало преку факултет или преку гимназија. Па на сите спортисти, како и на младите луѓе, препорачувам обавезно скијање, бидејќи тоа причинува големо задоволство, а и гледате природни убавини на Бистра, се што може да пружат. Тоа е најважно. Сонце имаме, чист воздух, водата многу е пријатна за пиење и све го крепува човечкиот организам и му дава енергија да го издржи и понатака. И оваа година вниманието на љубителите на филмската уметност во Југославија ќе биде свртено кон новините што ќе ни ги донесе меѓународниот филмски фестивал во Белград. Фест 75 почна во големата сала на Домот на синдикатите со американскиот филм Големиот Гејтсби. Оваа најнова донекаде јубилејна петта средба со популарниот фест, како и досега ќе треба да ни овозможи да ги видиме собрани подеднакво филмовите кои имаат добиено големи светски филмски награди, како и оние за кои најголема награда, а и проверка е мислењето на критиката и публиката. Ако фест продолжи да ја развива својата основна функција, тогаш во Скопје да ги очекуваме филмовите на годинешниот фестивал побргу од минатите години. Се наоѓаме во домот на Жаклина и Звонко Крстевски. Ученичка сум во Основното училиште Цветан Димов, 6-то оделение и во Нижо музичко училиште 3-та година. Преку мојата гимназија Цветан Димов, каде што завршив 3-та година, бев испратен во Соединетите Американски држави да завршам таму гимназија. Од предстојот таму во Соединетите Американски држави донесов многу впечатоци за луѓето, за самата земја, а едно од најдобрите впечатоци ми беше музичкото, тоест оние американски фолк песми, од кои што за оваа емисија одбрав една иста песма од познатиот американски кантавтор Џон Денвер. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. Mama, take me home, country road.
наоѓаме во одморалиштето на фабриката Уси од Скопје, во Маврово. Едно од ретките места каде што работниците со нивните фамилии можат да поминат неколку дена на убавото сонце и снегот. Кажете ми како сте дојдени овде, ако сакате, извинете за момент. Па јас сум тука дојден преку од фабриката за цемент преку... Кој ви работи во фабриката? Мојот татко. Колку кошта дневен пенсион? Па околу 2000 ми се чини. За мене и за мајка ми 24.000 за 6 дена. Дали сте задоволни од исхраната? Да. Мислите ли дека може да се организира некако животот поинтересен да биде, да имате, например, комплетна опрема која што би можеле да ја земете на наем? Па има ски, има 40 пара, после гледаме навечер филмови, има игранка. Добро е. А зошто не се скијате? Па нема за нас број па за тоа. Во тој хотел може да земуваат само деца на работници. И кажете ми дали сте задоволни од попис? Да, задоволни сме. А зошто сите немате опрема? Па нема, пошто има многу голем број. Домовите се такви да се градени за повисок стандард, скапи се за студенти и за ученици, така да се снавоѓаат на секој на свој начин. Дали, бидејќи се занимавате професионално за тоа, не мислите дека во скора иднина би можело некако да се реши тој проблем? Помасовно да се посетуваат смочарските центри? Ја мислам тоа може да се реши едино да се градат такви домови кои ќе бидат поевтини, односно за претежно за студенти и ученици. Насмевни се да те запомнам, како лето незаборавно. И кажи ми довидување, да го помнам твојот лик. И идното лето дојди, ке не чека стара дружина. Бригадата наша младинска ке не следе дни, тогаш силно кекне песна, ке најде срца наши пат, а твојот глас ке го познам меѓу сите гласови рој. Лај, 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 а твојот глас ке го познам меѓу сите гласови рој. А до тогаш довидување. Насмевни се да те запомнам, како лето незаборавно. И кажи ми довидување, да го помнам твојот лик. И идното лето дојди ти, ке не чека стара дружина. Бригадата наша младинска ке не следе ден злив, тогаш силно кекне песна, ке најде срца наши пат, а твојот глас ке го познам меѓу сите гласови рој. Лај, 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 а твојот глас ке го познам меѓу сите гласови рој. А до тогаш довидување, довидување.